Добар ден, почитувани! Започува магазинот за родителство, за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Стручните лица нагласуваат дека неволното ноќно мокрење кај децата треба да се лекува, но тоа кај нас често е проследено со чувство на срам како кај детето, така и кај родителите. Станува збор за еден од најчестите нарушувања во детска возраст. Се проценува дека до поаѓањето на училиште секое 10-то дете има проблем со неволно мокрење во сон. Затоа е потребно и е многу важно да се урне стигматизацијата и да се насочи вниманието кон ситуациите кои што бараат лекарска помош. Денеска гостин во студиото ни е почитуваниот професор доктор Велибор Тасич, детски нефролог од Универзитетската клиника за детски болести во Скопје. Професоре, добре дојдовте во студиото на Телма во магазинот за родителство 0+ месеци. Добар ден, добро најдов. Многу родители одлучуваат рано да ги тргнат пелените на своето дете и да го стават на нокширче, зашто поскоро да научи да го користи. Грешат ли ако тоа го прават прерано? Кога децата можат да воспостават контрола на мокрењето? Па грешат ако тоа, во право сте, грешат ако тоа го направат прерано. Се во свое време. Тоа значи треба да се прави на некој начин прилично нежно. Значи обично се користат летниве месеци, на пример кога сте на плажа, кога може со дете, кога е голо, значи со некој начин со гледање на други деца, на некој начин да тоа биде еден постепен процес. Ако тука детето се исили, може да настанат страотни не психолошки, туку стварно страотни соматски проблеми. Понатаму да имаме дискоординација во тоа мокрење. Многу проблеми кои што ќе се реперкутираат во 2, 3, 4, 5, 7 година. Значи, полека, нежно, индивидуално према секое детенце. Родителот гледа по старото постигнало контрола на дневно... Знаете, прво имате контрола на дневно мокрење. Не можете у исто време да барате контрола и на дневно и на ноќно мокрење. Некои можат за година-две да постигнат контрола на дневно и на ноќно мокрење. Некои 5, 6, 7 години. Добро кажавте, пред полагање на училиште, значи 10 до 15% деца уште го има тој проблем, но треба да се решава. Не треба да се чека. Значи тука веќе со полагање во школата овој проблем треба да се решава. Родителите кога ги учат децата да користат нокширче, обично и навечер ја тргаат пелената. Правилен пристап ли е тоа? Па не можам да кажам, тука не би можел да се изјаснам дали е правилно, дали е неправилно, треба секое дете индивидуално. Не можам да кажам. Што да ви кажам? Така, Тешко е да се одговори на ова прашање. Значи контролата за уринирање е развојна, професоре? Развоен процес е тоа? Да, развоен процес. Тоа е процес на зрење, матурирање. Значи сите наши функции зреат, матурираат. Процес на контрола на ноќно мокрење, на дневно мокрење, контрола на празнење на дебело црево, тоа се најсложени процеси на матурација. И затоа ние често знаеме да сгрешиме, без оглед што сум нефролог, често знаеме да кажем болест. Не е болест, тоа е состојба, тоа е еден матурацијен феномен кој што треба полека, нежно, постепено да се решава без било каква присила. Ако правите присила на детето, физичка, психолошка, страотно ќе добиете негативен ефект. А до која возраст се толерира ноќното мокрење? Видите, некои фамилии може да толерираат, но тоа ќе остави психолошки проблем на детето. Значи, со социализација на детето, кога детето веќе тргнува, кога тргнуваат на екскурзија, има огромен проблем. Другарчињата ќе му се подсмеват. Значи, идеално е, со тргнување на школа, значи со 6-та, 7-ма година, овој проблем тука да се решава. Не мора да се сили, тоа е физиологија, може и спонтано, али веќе 6-та, 7-ма година, кога детенцево ќе тргне на некаква екскурзија, тука веќе мора овој проблем да се решава. А да речеме, кога првпат да се јават родителите на лекар доколку забележат еден ваков проблем кај нивното дете кој што не се решава? Која возрастна граница би била горна, да речеме, дали е тоа 3-та година, 5-та година, кога првпат да се побара Прерано е 3-та, 4-та година, прерано е 3-та, 4-та година се јават, но ако на пример да кажеме, ако 6-та година детето има дневно мокрење преку ден, тоа е веќе сериозен проблем. Значи, дневното мокрење треба многу порано да се воспостави. Значи, контрола на дневно мокрење се извинува. Значи, 4-та, 5-та година тука мора веќе да имаме контрола на дневно мокрење, а ноќно мокрење може да оставиме до 6-та, до 7-ма година. Али греота е на 12 години првпат да видиме дете со ноќно мокрење заради причини срам, комши и други деца, тоа е
непријатна ситуација, касно е и лекувањето на некој начин ќе биде потешко. Значи има деца кои што си воспоставиле контрола на дневно мокрење, но навечер се уште мократ. Но од друга страна пак има деца кои што воспоставиле контроли на ноќно мокрење и одеднаш почнуваат да имаат ваков проблем во сонот. Зошто пак тоа се случува? Тоа е секундарна енуреза. Значи, тоа може биде многу сериозен проблем. Значи, ако едно дете веќе воспоставило ноќно мокрење и после извесен период, значи, после 6 месеци, година, 2, повторно се јавува ноќно мокрење, прво треба да исклучиме органска причина. Некогаш, не е тоа прилично ретко, може и шеќерниот дијабет да се презентира како прв симптом ноќно мокрење, бидејќи тие деца губат шеќер преку мочка, шеќерот има осмотска активност, повлекува вода и тие деца имаат големи количества на урина, кое што ќе го преплави мочниот мер во тек на ноќта и ќе резултира со ноќно мокрење. Значи, прва работа, многу лесно и многу едноставно, со обичен преглед на урина, значи може да се исклучи шеќерната болест. Па понатаму водениот дијабет. Тоа е доста ретка ситуација. Добро, тоа е, да не ве оптерет, тоа не е битно толку за гледачиве. Болест некоја на жлезда? Тоа е сериозна болест. Водениот дијабет може да е бубрежна болест, а може да е болест на хипофиза, каде што се губи вода преку бубрезиве. Значи, хормонот кој што треба да е заштити е инсуфициентен или не може да делува на бубрезиве. Тоа е ретка ситуација, но оно што е многу почесто, тоа се бубрежни заболувања, хронични бубрежни заболувања. На тоа треба почесто да мислиме. Значи, тие бубрежни заболувања кои што ќе ги пореметат нормалните механизми за концентрација, бидејќи бубрегот е битен орган за концентрација на урина. Нели сега кога ќе дојдат летните горештини, не можеме ние да мокриме по 2-3 литра урина, треба да штедиме. Значи, бубрегот има концентрацијска способност. Доколку таа се поремети при хронични бубрежни болести, тие деца мократ големи количества урина и што може нормално да го преплави мочниот мер, кој што има одреден капацитет, и вие ако имате малку подлабок сон, многу лесно ќе резултира со ноќно мокрење. Едноставно, два едноставни теста, најобичен преглед на урина, кај што треба да измериме колкава е специфична тежина на урината во утринската урина наутро, значи ако таа е ниска, како специфична близко до специфичната тежина на вода 1000-1005, значи некоја сериозна болест, и од друга страна едноставно да исклучиме дали има шеќер или нема шеќер во урина, тоа се едноставни тестови, прости, за 5 минути се прават. Професора, секундарниот проблем со ноќното мокрење кај децата кои што веќе воспоставиле... Мислите и психолошки? Да. Да. Може ли да биде? Да, секако. Значи, психолошкиот проблем може еднакво тежок да биде како и да кажеме соматскиот. Како да не? Тоа многу често се случува. Како да не? Многу убаво мојата колешка, да ја цитирам овде, Дафина Кузмановска, сега да не правам маркетинг, она вели плач бешике. Плач на бабулето, на мочниот меур. На мочниот меур. Значи, се тоа психолошки може да се реперкутира на функција на ночниот меур. Значи, тоа е некаков повик, аларм до родителите дека нешто се случува кај тоа дете. Секако психолошката причина може некојаш биде многу сериозна. Сите трауми, почнувајќи од стрес, најтешки стресови, тоа е развод на родителиве, несогласување, смрт на родител, на браче, на сестриче, психолошки проблеми, скарано детето на училиштето и така натаму. Значи, се тоа може да се реперкутира преку симптомот на ноќно мокрење. Али велам, секогаш еден најобичен преглед на урина, за да може да се ориентираме на тој психолошкиот проблем и каде треба да побараме значи помош од психологот или детскиот психијатар доколку се работи за посериозно засегање. А дали некоја уринарна инфекција би можела да создаде ваков проблем кај деца што имаат воспоставена контрола на ноќното мокрење? Да, сосема сте во право. Но од друга страна, значи, не може уринарна инфекција во тек на денот да немате симптоми, а дење да имате ноќно мокрење. Значи, кога имаме уринарна инфекција, мора да имаме и денски симптоми. Значи, симптоми преку ден. Често уринирање преку ден? Често мокрење, 5, 10, 15 урини, трчање до ВЦ, мокрење на мали количества, печење и пржење. Значи, тоа се симптоми на уринарна инфекција. Кај поголемо дете, значи, тоа многу лесно може да се евидентира и да се види. Доволно видите дека трча на секои 5 минути или бара на школа
учителката на секој 5 до 10 минути. Но постои и оној психолошки момент каде што со преглед на урина ќе видите дека немате ништо нормален уринарен налог, а детето има таа ургентност трча. Тоа е посебен проблем. Ке проговориме, ако имаме простори за тоа во емисијата, кога децата често уринираат преку ден, а тоа не го прават навечер, но сега ќе се задржиме уште малку на она што е поврзано и со ноќното мокрење. Што е со децата кои што имаат обстипација? Можат ли цревата исто така да испровоцираат ноќно мокрење неволно кај децата? Да, исто таму каде што имаме обстипација може да постои и ноќно мокрење. Обстипација е многу комплексен проблем. Може да имаме и контра, може да имаме и ретенција, значи и поредко мокрење и други проблеми. Обстипацијата е многу комплексен проблем, поготово ако е сврзана со таа дисфункција на мочниот мехур, било во смисол на многу често мокрење, на неволно мокрење, а од друга страна и на задржување на урина, значи на одложување на актот на мокрење, што може да создаде сериозни проблеми. Да проговориме уште малку за причините за ноќно мокрење кај здравите деца, професоре. Дали генетскиот фактор има некаква улога, односно ако некој од родителите имал ваков проблем во детска возраст? Секако. Тука е многу јасен генетскиот фактор и тука нема срам. Јас кога работам со родителиве, значи обично ќе го прашам детето, извини, кој имал поплава, катастрофа, мама или тато? Значи, кај кого била поплава, значи да го намалам тој психолошки притисок на детево. Да, а од родителиве не им е баш пријатно. Значи, обично мајката ќе каже, па од наша страна нема, али кај таткото, и обично таткото ќе каже кај мајката. Значи, тоа е она што ради стигматизација. Еве, читајќи, не се припрема за оваа емисија, читајќи по Google и така натаму, барам да најдам славни личности, не можете да најдете многу славни личности кои што имале ноќно мокрење. Нема ќе најдете некои периферни, али некои големи попут Черчил, Наполеон, што ја знам, не најдов такви големи личности, значи да имале ноќно мокрење. Тоа е нешто што сепак се крие. Да, стигматизацијата не е воопшто мала. Доколку еден од родителите имал ваков проблем? 50% шанса е 50%. А двајцата од родителите? 75%. Тоа е навистина голем процент. Изолирани се, професоре, гени? Утврдено е дека е генетска основата или само врз основа на правени се одредени линки студии и најдена е асоцијација со некои локуси, значи точно ген не, али одредени локуси на одредени хромозоми се асоцирани со почесна појава на ноќно мокрење. Да. Така, кога ќе дојде дете со проблем со ноќно мокрење, значи најнапред правите анализа на урината. Да. Да утврдите така каква е анамнеза и статус пред било што. Значи, анамнеза и статус. Разговор со родителите, дали некој има ваков проблем? Така е, разговор, да видиме. Значи, многу е битно, дали е примарна или секундарна? Добро кажавте, дали е то изолирано ноќно мокрење или ние велиме моносимптоматска енуреза. Што значи само еден симптом, мокрење, неволно мокрење само ноќе. Преку ден дето нема никакви симптоми, контролира, добро, освен ако не спие попладне, па да има, тоа е пак ноќно мокрење во сон. Значи, нема симптоми за уринарна инфекција, нема друга никаква болест, нема некаков знак за хроницитет, за било што, и физикалниот преглед, ние тоа детенце мора да го прегледаме. Мора да видиме како е неговиот психолошки, зашто децата кои што имаат одреден степен на интелектуална попреченост, тие имаат ноќно мокрење, покасно созреваат. Значи, да видиме како е нивниот интелектуален статус, доволно еден краток разговор со детето, да направите физикален преглед, да ги видите гениталиите, да видите позади на грбчето. Било каков знак на грбчето може да не усмери дека нешто се случува на ниво на рбетниот мозок. Значи, најобичен преглед, тоа е разговор со родителиве, нели, и дали има други симптоми. Значи, постоење на денски симптоми, подмочување, може да биде сериозен знак и може да ни го отежни лекувањето на ноќно мокрење. Ако детето нема ништо од ова и плюс има уреден наод во една најобична урина, не ни треба уринокултура, значи имаме таа наречена моносимптоматска енуреза или што велите изолирано ноќно мокрење и може да пристапиме со третманот. Но доколку има подмочување и во текот на денот, веќе ќе биде е покомплексно. Тука мора веќе направиме ултразвучен преглед. Видите, кај изолирано ноќно мокрење, моносимптоматско, нема потреба. Значи, еве, американци направија студии, видоа дека ултразвучниот преглед не е од помош, али ние сме притиснати. За мене тоа е козметика, еве да кажеме едукација на специјализантиве. Инаку стварно нема никаква потреба од ултразвучен преглед. Нема ништо да ни покаже. Но ако постои подмочување, да, тогаш ултразвук, додатни тестови, додатни анализи, да, секако. И карта на мокрење.
i karta na Што mokrenje. е тоа карта на мокрење? Видите, карта, за да бидеме сигурни, безбедни, дека едно дете нема сериозен проблем, правиме карта на мокрење. 24 часа, да кажеме сабота и недела, кога родителите се дома и детето е под надзор, значи може од една страна лево пишеме, левата график, левата колумна, пишуваме што детево пие, кои течности, колку, кога јаде, колку пие, отприлике не е тоа, некои прецизни бројки, а од десна страна точно час, кога се измочкало, волумен на урина, колку измокрило, дали има подмочување и сега ние гледаме пред се гледаме волумен, ако му дете мокри 3 литра, значи тоа е сериозно. Заборавив уште друго нешто да кажам. Треба да прашаме дали ноќе детето се буди и пие ноќе вода. Тоа може биде сериозен знак. Нормално не би требало ноќе да се пие вода. Кај поголемо дете, кај бебиња не. Поголемо дете не би требало ноќе. Ако дете ноќе пие чаша 2-3 вода, тоа е веќе сериозен знак. Што знак за па евентуално диабетес? за шеќерен диабет, за воден диабет, за хронична бубрежна болест, значи тоа е лош знак, организмот има потреба. И тоа е веќе лош знак. И да се вратиме на оваа карта за мокрење, значи од десна страна пишуваме се порции, јас обично ги советувам да купат на зелено пазарче една менсурка која што е градуирана, на 50, на 20 мл и да родители пишат од десна страна секоја порција, колку детето измокрило, дали се подмокрило и ние тоа го гледаме, цениме и гледаме дали има сериозен проблем или нема сериозен проблем. Некои варијации. На тој начин ја проценуваме и функцијата на мочниот меур. Дали мочниот меур може да и колкав е капацитетот. Многу лесно. Еве, да кажеме, ако дете има 7 години, се додава на години плюс 7 пута 30. 7 плюс 7, 8 пута 30, 240 мл. Тоа значи да едно дете од 7 години би можело да складира 240 мл урина. Тоа не значи дека ние мора 240 мл урина стално, али у ситуација кога сте на патување, воз, авион, што ја знам, немате можност, да можете. Али ако вие веќе имате нагон за мокрење на 100 мл, тоа е веќе сериозен проблем. Значи треба и проблем е на ниво на мочниот меур и тој треба да се зајакнува. Тоа може да биде еден од разлозиве за ночно мокрење. Значи намален капацитет на мочен меур. И тоа е добро да се процени баш преку оваа карта на мокрење. Ако видиме дека порциите на мокрење се 70 мл, 60, 50, а има 20 мокрење. Нормално дневно треба 5 до 7 мокрења. 5 до 7 мокрења идеално е. Сега зависи капацитетот на мочен меур. Не мора да мокриме ние 240 максимум, али 30-50 мл, тоа значи проблем е. Значи нешто се случува, некакви контракции нехибирани, значи тоа е веќе сериозен проблем. Доколку тврдите дека е намалена концентрацијата на урината, се излачува поголема количина, предпоставам во тој случај, и дека е намален капацитетот на мочниот меур, што се презема? Има ли некои лекови кои што би можеле да ја регулира, да речеме, концентрацијата на урината? Ситуација е хипотетична да имате и намалена, да имате и... Обично не е толку сложено, значи. Не, тоа е пресложено, ова задача што ми давте ни јас не може да ја решам као нефролог со искуство. Значи тоа се два сериозни проблема. Ајде идеме прво проблемот на мал капацитет на мочен меур. Мал капацитет на мочен меур. Значи треба да го зајакнеме капацитетот на мочен меур. Како ќе го зајакнеме? Па значи денеска у ова ера на овие компјутери на игрици детево тука не е свесно. Значи мозок, контрола, мочен меур нема. Треба таа контрола. Прво да се исправат сите тие екрани, све што е дигитално да се исправи. Друго, детево да се фокусира, значи, рековме, она мензурка. Прво треба да процениме колкав е капацитетот максимален за едно дете, рековме од 7 години, 7 плюс 1, 8 пута 30, 240 мл. Да видиме дали да може да постигнеме кај ова дете капацитет од 240 мл. Снимаме прво ситуација, моментално капацитет му е 70, 80, 90, ево да кажеме 100 мл. И сега прва задача на ова детенце ќе му дадеме ние како овие што прескакаат, нели, атлетика, нели, скок у вис, нели во вис. Значи на мензурката, ако оно може 100 мл, ќе ставиме со црвен фломастер 120 и чекаме на следното мокрење детево да ја наполни мензурката 120 мл, да го надмине. Па онда ќе качиме на 140 на 150. Нема ние веднаш да бараме 240 мл. Значи ќе бареме од него да држи урина, да не уринира кога му се... Да, држи, али ќе го мотивираме. Значи он гледа, прати, мозокот е тука, постои мотивација. Мора да имате мотивација. Ништо без мотивација. Значи и така детето малце по малце не можеме ние за 5 дена капацитетот.
за месец, 2, 3, значи по 10 литра, по 10 ќе го охрабруваме, некоја наградица и така натаму, значи да детето се мотивира. Мотивацијата е така, многу таа е битна. клучна. Многу е битна. И изолирана, чиста моносимптоматска енуреза може само со мотивацијна терапија у 20% без било каква медикаментозна терапија да се реши. Значи само психолошка потпора. А што е со оние деца кои што имаат намалена концентрација на урината? Постои лек за да се Ако е зголеми? намалена концентрација, треба да се лечи основната болест. Да се најде причината. Треба да се најде причината, да се лекува, тамо ќе биде посериозна. Посериозни ќе бидат испитувања и тамо е секундарна енуреза, решавајќи основната болест и ќе ја решиме и енурезата. Професоре, јас издвоив неколку вистини заблуди, хајде да ги разрешиме. Еве ќе почнеме веднаш со првата, која што гласи: ноќното мокрење е последица на психолошки проблем или психолошки профил на детето. Веќе до некаде појаснивте дали е едното и другото е точно. Едното и другото, затоа што ноќното мокрење може да се реперкутира на психа на тоа детенце. Замислите, тоа дете иде на екскурзија, ноќното мокрење не е решено, како тоа ќе се осеќа? Тоа почна да се повлекува, ја губи само довербата. Овој живот бара, значи борба. Вие денеска како единка да се социализирате, мора се борите за ваше место по сонце. Со тоа ноќно мокрење и смејани од другиве, тешко ќе го најдете местото. И се губи само довербата. Следното вели: ноќното мокрење не може да се лекува и не треба да се лекува, бидејќи ќе помине само од себе. Сега тука имам две подпрашања. Каков процент од децата поминува само од себе? Па, контра, тоа рековте дека 10 до 15, значи после негде околу 80% ќе помине до 6-7 година. Значи, ако тука не помине, лекуваме. Инаку може да се лекува, веќе како што објаснивте. Видите, нема потреба на 4-5 години се лекува. Мене ми доаѓаат родители кои што инсистираат дете кој што има 4-5 години ради ноќно мокрење. Јас етички не смеам да препишам медикаментозна терапија на дете од 4-5 години, но можам да им дадам совет. Совет како да се забрза тој процес, како да се матурира, без присила, со тоа што навече има да се исклучат течности, значи да се намали давање на течности, отприлike 2 до 3 сата пред идење на спиење. Детето кога ќе иде на спиење треба да се измокри, навече да не се конзумираат храни кои што содржат какао, добро кафе не, али да кажеме на база на какао. Понатаму многу млеко нели маче ќе се напие млеко па на топло. Обично да тие деца спијат у некаква, ако е ладно, да спијат у некоја ладна просторија, да има некаква бучава од страна, за да нивниот сон биде поплиток, значи амбиентот да не биде идеален за длабок сон. Значи тие по принцип се деца што спијат длабоко. Па, тоа е еден фактор. Значи, еден фактор е создавање на урина во тек на ноќта, која што поголемо количество на урина, ако во тек на ноќта фали хормонот, значи на хипофиза, не зборевме за тоа, тоа е еден фактор. Втор фактор е длабок сон и трет фактор е мал капацитет на ноќен меур. Ако имате сите три фактора, катастрофа, поплава, што велам. Така, кој хормон е тоа од хипофизата? Тоа е антидиуретски хормон. Не, тој хормон го има, ама во тек на ноќта организмот не го продуцира многу повише за да ја штеди водата, ме разбирате. Значи, тој хормон го има и ние практички во лекувањето не го даваме хормон, даваме нешто што е синтетички аналог, нешто што нема хормонски, а само имитира акцијата на хормонот на ниво на бубрегот. Затоа што родителите често ќе се испрашуваат, ви не давате хормон. Не, тоа не е хормон. Тоа е само лек кој што ја имитира акцијата на хормонот. Нема други хормонски несакани ефекти. Уште една вистина или заблуда ќе ни разрешите, која што гласи: ноќното мокрење е последица на свесна реакција на детето. Некогаш родителите веруваат дека тоа детето го прави свесно, потоа го караат. Не, тоа не е свесна реакција. Ако за свесна реакција, сега ме потсетиве, бев у војска, тоа е свесна реакција, тоа е симулација. Ако сакате да се ослободите, тоа е свесна реакција. Кај дете не. Ноќното мокрење пак сепак доаѓа подсвесно, значи оној аларм што вели мојата колешка, плач на моćниот меур, плач на бабулето, не е свесна, подсвесна е. Така. И следнова повеќе фактот, колку што е вистина или заблуда, вели ноќното мокрење не е проблем само за детето, туку и за целото семејство.
се нарушуваат ли хармоничните односи меѓу членовите на семејството? Се јавува ли нервоза, па и ненаспаност на родителите кога постојано треба да стануваат навечер да го пресоблекуваат детето? Да, токму така. А плюс ако имате апарат, тоа е катастрофа, тоа е аларм, узбуна. Ке ни појасните се за тој апарат. Да. Значи, една од меркиве за лекување на ноќното мокрење покрај давање на медикамент е и користење на аларм. Тоа е така наречен пипи аларм или енуретичен аларм, кој што кај нас го нема, се набавува или од Германија или од Турција најчесто, и кој што практички треба кога детето ќе се измокри, механизам е нели во урината постојат иони, се затвара струјно коло и алармот дава знак со пиштење или со вибрација. Некојаш тоа пиштење може биде толку силно да ја разбуди целата фамилија, знаете, и onda не наспани се сите. Значи може да биде хорор, но и тоа е лекувањето, и тоа е нешто што мора да се прифати. Колку често го давате овој аларм? Дали деца кои што мократ повеќе пати во текот на ноќта може да користат вакво помагало, условно речено? Видите, ние алармот, ние на времето, јас успеав да обезбедам донација преку една фирма, 2 аларма, за жал родителите кои што ги дадовме ги покварија, сега немаме аларми. На запад секоја клиника има аларми кои што се дават на фамилиите. Овие аларми се набавуваат од странство и многу мал број на наши деца користат аларм. Воглавном одат на медикаментозна терапија. Инаку алармот е препорачан исто, поготово кај најтешки, видите, кај најтешки форми се користи и медикамент и аларм. Имате многу тешки форми на енуреза, каде што вие мора да користите и аларм и лек за ноќно мокрење. Кога ќе се вклучи алармот, детето треба да стане, да појде до тоалет? Со алармот се постигнува условен рефлекс. Значи, кога ќе се стави алармот, значи, да кажеме, прва ноќ, втора ноќ, детето ќе спие до крај. Тек на крај од алармот ќе се разбуди. Па понатаму тој период ќе се намалува. Значи, негде пред крај на свирење на алармот ќе се пробуди, па све, па половина, но на крај алармот веќе не се ни вклучил, а детето се пробудило. Тоа се случува, негде кажеме, нормално за 2 до 3 месеци. За 2 до 3 месеци имаме катастрофа дома, сирена, пиштење, ненаспани сите, но тоа е една мерка, тоа е и нешто што мора да се прифати. А се вклучува од кога детето ќе измокри, така? Значи, штом почнува детето да мокри, се воспоставува струјно коло. Урина има иони, сензорот реагира, се воспоставува, значи, струјно коло и веднаш добивате сигнал или на пиштење или на вибрација. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешниот разговор. Во втората половина од емисијата, почитувани, ќе можете да се вклучите и вие со ваши прашања. Останете на Телма. За неволното ноќно мокрење во детска возраст денеска разговараме со професор доктор Велибор Тасич, специјалист нефролог при Универзитетската клиника за детски болести во Скопје. 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Телма, на кој што можете да не добиете и да поставите кратко прашање, бидејќи имаме навистина уште многу малку време до крајот на денешното издание на 0М+. Докторе, кога некој дете ќе се јави кај вас на лекување, обично колку време му е потребно за да го надмине проблемот, доколку нема здравствена некоја сериозна состојба? И тоа е индивидуално. Не можам точно да ви кажам. Може да се реши проблемот за месец, една, може за 3, за 6 месеци. Некоја стварно може многу брзо да се реши, но ако идеме медикаментозно, отприлике за месец-два би требало да има ефект и тогаш медикаментозната терапија се продолжува до 6 месеци. Сега, знаете што е проблем? Кога се прекине медикаментозна терапија, може повторно да се јави тоа ноќно мокрење. Но сепак се стекнува некаква сигурност и ја тогаш им давам едно пакетче од леко да имаат со себе кога ќе идат на екскурзија. Значи, за оно гаси пожар, ради сигурност, Не мора да е употребата, али психолошка, да. Имаме гледач на линија, да го вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Еден поздрав до доктора. Сакам да прашам зашто ние веќе бевме на преглед кај него, кога девојчето имаше 5 години, меѓутоа по препорака зашто се беше во ред. Ева чекаме веќе 6 години наполни, но се уште ноќното мокрење трае. Нема никакви проблеми здравствени, направена е
анализа на мокрача, психолошки е се во ред. Сега сакам да прашам докторот кога можеме да отидеме на контрола за да видиме што понатаму, зашто термини нема никако да се закаже. Добро, ви благодарам за вклучување во емисија. Повелете. Да, и со корона кризата имавме проблеми со термини. Сега да, значи 6 години таман идеално е да се почне со лекувањето, бидејќи детето веќе треба да се социализира. Госпоđава може да закаже. Ние у секој случај ќе почнеме со третман. Детето претпоставам дека претходно е обработено. Претпоставам дека уште една ќе повториме само обичен уринарен преглед и ќе препишеме соодветна терапија. Професоре, што советувате дека овие деца што имаат ваков проблем, треба ли да им стават родителите пелена, некакви специјални гакички што впиваат, најлони на креветот? Што советувате? Па не советувам ништо, искрено да ви кажам. Тоа не го решава проблемот. Ни помага, ни одмага. Добро е да наутро тоа се нотира, да се запише, да се забележи и да дете учествува у тој процес на запишување, бележење, кога било суво, кога било мокро. Сега некогаш малце ќе се нервира, али тоа може и да го мотивира. Тоа може да го мотивира. Значи, многу често се случува да родителите го будат детево за да се измокри. Значи, и јас кога ќе почнам со медикаментозна терапија, јас им велам некој први 2, 3, 4, 5 дена, будете го детето и ќе видите како помалку се создава урина во тек на ноќта, тогаш оставете го само. И не можете очекувате веднаш успех. Значи, не значи успех 100% да сите 30 ноќи во месецот биете суви. Ако сте имале секоја ноќ, ноќно мокрење и 50% редукција, значи 15 ноќи сте суви, а 15 влажни, е сев како успех. И тоа постепено ќе се подобрува после вториот, третиот месец и така натаму. Колкав дел од децата со проблем со ноќно мокрење ќе го имаат истото нарушување и кога ќе пораснат? Може ли како возрастни за жал, да се соочуваат 1% на адулти, на 1% на адулти имаат проблем со ноќно мокрење и тоа може да направи сериолошки психолошки консеквенции. Да, тука апсолутно консултација со психијатар, обавезно. Нормално да се исклучат секако секундарни причини, ако постојат, али ако се тоа е нормално, значи ако сме исклучиле соматски фактор, консултација со психолог и психијатар. Споминавте дека навремено треба да започне лекувањето, што доколку некои одложуваат заради различни фактори, како што е факторот срам, стигматизација, ве споминавте на 12 години да дојде дете со ваков проблем? Постава психолошки последици. Соматски нема. Не постојат никакви соматски последици. Некои родители се плашат, па да, детето ќе биде влажно, ќе се разбуди, ќе добие урина инфекција. Тоа нема апсолутно никаква врска. Значи, психолошки консеквенции, соматски не. Професоре, ви благодарам за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци. На вистина актуелна тема. Една состојба во детската возраст која што бара лекарска контрола и кое што очигледно може да се реши. Се лекува. Благодарам за поканата. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Имете убав и пријатен ден.